Прилепски водовод, соочен со енергетската криза, веќе неколку месеци успешно врши преработка на метанот кој се ослободува од прочистувањето на водите во пречистителната станица. Од овој пионерски процес, предпријатието во моментов добива од 12 до 15% електрична енергија за сопствени потреби, а очекувањата се дека до крајот на годинава тој процент ќе се искачи до 20 индексни поени. Сега, со овие можности што ги имаме и со тие услови што се дозволуваат е еден добар показател за намалување на сметката на електрична енергија. Поред пресметките од раководителите и ова година што ги направивме, значи доколку се инвестираат некои добри од прилика минимум 300, максимум 500.000 евра, би можеле да дојдеме со половично производство од електричната енергија што е потребна за оваа прочистителна станица. Пречистителната станица во Прилеп, која според својата современост е единствена во земјава, е најголемиот потрошувач на струја на ова јавно предпријатие, или на дури 80% од вкупно потрошената струја. Затоа годинава ќе се прават напори, освен од метанот, во прочистителната станица да се добива струја и од обновливи извори на енергија, односно од фотоволтаици. Законот кој што е пред многу години донесен да го променат, да ни дозволат производство на електрична енергија од обновливи извори. За да бидам јас премен пред 1 месец и половина започнав со проект кој што ќе заврши нареднава недела, готов проект за фотоволтаици поставени на самава прочистителна станица. Досега позитивно оди разговоров, премина во позитивно, се надевам јас дека позитивно во наредниот 1 месец ќе биде решено нешто во. Според проектот, оваа инвестиција би била вредна околу 540.000 евра за производство на 540 киловат часови енергија. За овие средства ќе се аплицира до владата, надлежните министерства или до амбасади во земјава. Изградбата на пречистителната станица во Прилеп со средства од германската КФ банка ја започна владата на ВМРО ДПМНЕ во 2014 година, а во употреба ја предаде сегашната влада во 2018, непосредно по своето доаѓање на власт.